Почитувани, МВР со Оливер Спасовски дале половина милион евра на мала фирма за камионски транспорт на тендер за соларни панели за топла вода и инсталација на истите на полициски објекти. Се работи за Дон Холдинг, мала фирма од Скопски хром, добро позната на СДСМ со набавките во Ѓорче Петров, каде се прославија со набавка тендер на 2 машини за перење од 25.500 евра. И за тоа да подсетам, нема истрага од МВР, нема истрага од институциите. Уште повеќе, вчера МВР на Спасовски го потврди скандалот со тоа што соопшти дека истата фирма и во септември лани го добива истиот тендер, ама бил поништен, па сега во јануари бил повторен. Значи во септември мала фирма за товарен транспорт добива тендер од половина милион евра, 500.000 евра од МВР за соларни панели. Тендерот е поништен, па повторен сега и повторно истата фирма добива половина милион евра. Почитувани, следува уште еден факт за врската на СДСМ, Спасовски, МВР со Дон Холдинг на Слободан Настовски. МВР на Спасовски, на Дон Холдинг, фирмата за камионски транспорт, во октомври, само еден месец по септември, кога бил поништен тендерот, и 2 месеца пред повторениот во јануари, на Дон Холдинг му доделува тендер од 480.000 евра. Овој пат, фирмата за камионски транспорт е ангажирана за водоинсталаторски и канализацијски работи во МВР. Договорот е направен на 13 октомври. Фирма за камионски транспорт добива тендер пред фирма специјализирана за водоводни и канализацијски работи со 15 годишно искуство. Ова е договорот, го има во системот за јавни набавки помеѓу МВР и Дон Холдинг. Ова се подписите и печатите. Ова е подписот на Дон Холдинг, Слободан Настовски, истиот оној кој што набавуваше 2 машини за перење во Ѓорче Петров на тендер вреден 25.500 евра и зашто нема истрага. Почитувани, главното прашање тука е како фирма за транспорт, товарен транспорт, камионски транспорт, фирма на едно лице, мала фирма за камионски транспорт, добива 2 тендери од по половина милион евра од МВР за соларни панели и за водоводни и канализацијски изведувања. Како е можно МВР да даде тендер за соларни панели со инсталација со се на фирма за товарен транспорт, фирма на едно лице, мала фирма според документите од Централниот регистар и од УЈП? Како е можно МВР да даде тендер за водовод и канализација на фирма, ќе повторам, за товарен транспорт, фирма на едно лице? По кои критериуми се воделе во МВР на Оливер Спасовски, па за соларни панели за топла вода, како и за водоинсталаторски работи, да изберат фирма за товарен камионски транспорт и да доделат 2 тендери во рок од 3 месеци, вредни вкупно 1 милион евра. Секако не помалку важно прашање е како токму МВР на тендери 2 вредни милион евра неколкукратно да избираат фирма која што беше замешана во тежок коруптивен скандал, повторно со тендери, со набавки на 2 машини за перење со вкупна вредност од 25.500 евра, договор, тендер од Градинка во општина Ѓорче Петров. Да сумираме, МВР на Спасовски на мала фирма за товарен транспорт, фирма поврзана со скандал со набавка на 2 машини за перење од 25.500 евра за Ѓорче Петров и дава тендери 2 во вкупна вредност од 1 милион евра. Половина милион евра тендер од МВР за соларни панели со фирма за камионски транспорт, отпаѓа специјализирана фирма со 20 годишно искуство. Половина милион евра тендер од МВР за водовод и канализација со фирма, истата фирма за камионски транспорт, отпаѓа специјализирана фирма со 15 годишно искуство. Истата фирма за камионски транспорт пред неполни половина година е вмешана во коруптивен криминоген скандал со општина водена од кадар на СДСМ. Тендер за 2 машини за перење тежок 25.500 евра, МВР на Спасовски, наместо истрага,
доделува 2 тендера на истата фирма во вредност од 1 милион евра од државниот буџет. Со 2 тендера МВР дава 1 милион евра од буџетот наместо истрага за скандалот со тендерот за машините за перење. Оливер Спасовски, СДСМ и ДУИ вака ја замислуваат борбата со корупцијата. Јавно ги повикувам јавните обвинители да излезат од сенката на политиката и да отворат предмет за овој случај. Ви благодарам. Имате ли прашања поврзани со темата или вон темата? Надвор од тема. Вчера јавноста беше запозната дека во процедура е пред законот за граѓанска одговорност за награда и клевета, тој е во програмска процедура. Најголема реакција предизвика дефиницијата за напреда по која што се дека ќе се одговара за изразување на негативно мислење. Ви благодарам за прашањето. Му кажуваа на народот каде сме да протестира, сега му кажуваат како сме да размислува. Авторитарниот режим на заевизмот, чишто администратор е пиунот Димитар Ковачевски, скандалозно бара во Законот за граѓанска одговорност да се казнува за искажано негативно мислење. Тоа е скандалозно. Со тоа власта сака да го репресира народот за секоја критика за нивните лоши политики, за нивните лоши политики и за несправувањето и владењето на криминалот и корупцијата. Ова, за жал, не е преседан и грешка, туку е тенденција која што трае повеќе години. Така во 2019 година истата власт на заевизмот бараше ограничување на правото на протест, меѓу другото и со забранување на протести пред седиштата на органите на државната власт и просторот околу нив. Го цитирам, бидејќи го предпоставував прашањето, имаше стигнато прашање по електронската пошта. А каде граѓаните да го изразат својот револт за лошите политики, ако не пред институциите, кои што тоа го предизвикуваат и ги спроведуваат политиките. Му кажуваа на народот, ќе повторам, каде да протестира, сега му кажуваат и како да размислува. Повелете? Синдикатот најави дека ќе протестира за покачување на минималната плата на околу 18.000 денари. Дали вие како опозиција ќе ги поддржите протестите и ќе учествувате активно во протести? Она што и вчера го напоменавме од аспект на ветувањата за минималната плата од истата клика на заевизмот. Заев не е тука, но неговиот заменик министер за финансии е тука и тоа беше политика која што ја ветува пред граѓаните дека ќе има зголемување на минималната плата, па нека повелат, нека го исполнат својот дел пред граѓаните, а не со закони за спречување на протести, со закони со кои што се воведува вербален деликт и враќање на политики, односно спроведување на политики и режим кои што се далеку од европските и од демократските и се во, дури мислам дека и во Северна Кореја нема таков закон, да се обидуваат да ги спречат и да ги надминат своите последици од она што значи ветување и она што значи лоши политики. Ви благодарам.